Секое неетично покачување на цените од државата ќе биде казнето, се закани денес вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Секое неетичко однесување на било кој еден трговец ќе се казни на најсериозен начин. Што тоа ќе значи? Знаеме од минатото. Ние сметаме дека конечно лекцијата е добиена, дека во државата освен правење на бизнис и креирање на профит, мора да има морал и етика и во кај компаниите. Сметам дека замрзнувањето на цената не е една од мерките кои што соодветствува со пазарната економија. Сметам дека треба да се вратиме во нормалните текови на живење, а секако останува кај бизнисмените и они соодветно да се однесуваат. Ако државниот трудов инспекторат, државниот пазарен инспекторат веќе од задутре ќе бидат на терен и за секои евентуални зголемување на цени кои што излегуваат од секоја една нормална пазарна логика, соодветно ќе реагираме. За вице-премиерот Битики, прифатлива заработка, односно трговска мрежа е од 5 до 10% и таа и е етична и морална. Сметам дека тоа е општо прифатливо и 5 и 10% е општо прифатливо. Да не се случи да имаме макарони со 72% работа, тоест маржа на добивка, како што имавме случаеви и на други производи. Се знаат нормалните текови. Јас сум работел во бизнисот, јас сум работел во стопанските комори, знам што е вообичаено прифатлива маржа на добивка и нето добивка и зголемена, тоест бруто добивка. Се во рамките на нормалното мислам дека е етички и морално. Што доколку трговците постапат поинаку и дали во таков случај ќе реагира Комисијата за заштита на конкурентност? Кажувам, ако во задутре имаме индиции дека имаме такво однесување на пазарот, стопанствениците, и јас како што направив пред 6 месеци ќе направам пак и отидам во Комисијата за заштита на конкурентност, затоа што ако не можат они да направат нешто по допрен глас, еве јас ќе дадам представка за компаниите. Сметам дека конечно е дојдено времето да секоја една институција соодветно реагира на се што треба да се реагира во нашето општество. Не можеме да бараме одговорност од тие кои што не се повикани. Вице-премиерот Битики изјави дека решение за сите овие проблеми е предлог закон за нефер трговски практики, кои според него се фантастични, а зошто се уште не е изгласан, тој не знаел.